Поразително е за една голема политичка партија да бара изговор и да го најде грешниот начин за да се врати во работата на собранието. Ако е ова големата врата на ВМРО ДПМНЕ за враќање во собранието, тоаш навистина сме малку разочарани. Како и да е, барањето е сосема легитимно и всушност нам ни отвара простор да ги реафирмираме сите позитивни политики на оваа влада во последните 10 месеци. Не знам. Значи, денеска се одложени закажените продолженија на трите прекинати седници. На тие седници останаа неколку закони кои претходно треба да бидат договорени и усогласени на работните групи. Докаде е усогласувањето, јас во овој момент не знам, меѓутоа сметам дека е логично прво ВМРО ДПМНЕ и нивната коалиција да се вратат во собранието за заедно да дискутираме за она што е усогласено или не усогласено. Од тука сметам дека е логичен потегот што се одложени седниците за во четврток. Од утрешниот ден очекувам опозицијата да ја подсетиме на криминалното владење на ВМРО ДПМНЕ во последните 10 години, да ја подсетиме зошто оваа држава се наоѓа на вакво дереже на како што се наоѓа и да ја подсетиме дека за овие 10 месеци всушност владата на Република Македонија ги презеде сите оние активности за да ги анулира, за да ги ублажи или за да ги отстрани погубните политики кои години наназад поранешните влади ги водеа во оваа држава. Не знам да ви кажам, усогласувањето е на ниво на работни групи, а работните групи се формирани од страна на политичките партии. Ние како пратеничка група не учествуваме во работата на работните групи, иако дел од пратениците се ангажирани, меѓутоа како експерти или како искусни пратеници од таа област, не како пратеничка група. Не знам, за тоа ќе го прашате председателот на собранието, значи навистина ова е во негова ингеренција и во негова надлежност. Јас очекувам дека ќе ги гласа законските измени и дополнување на реформскиот пакет на закони и мислев, лично ако ме прашате, дека тоа е големата врата за враќање на ВМРО ДПМНЕ во собранието. Затоа што Република Македонија презеде обврски и пред домашната и пред меѓународната јавност да го испорача планот 369, затоа што во сечи интерес на сите граѓани на Република Македонија се интегративните процеси на нашата држава во НАТО и во ЕУ. Заради тоа ние очекувавме дека големата врата ќе е токму тоа. Заеднички изгласување на пакетот реформски закони кои ќе значат за окружување, односно реализација на преземените обврски. Така што, да, очекувам дека опозицијата конечно ќе покаже конструктивност и дека заедно ќе успееме да ги усвоиме пакетот на реформски закони. Ние не добиваме гласови. Утре ќе ги прашате ВМРО ДПМНЕ колку гласови очекуваат тие да добијат. Колку гласови, да го поставам обратно прашање, колку гласови поддршката на владата на Зајевска, колку гласови ќе бидат? Колку гласови ќе бидат против барањето за интерпелацијата? Доволно гласови. Доволно. Данес официјално се известени за иницијативата на за Собраниска комисија за случај на Албанија. Не, немаме никакви известувања, ни официјално, ни неофицијално.